Денес правиме чоколадна баклава, останете до крај на ова видео. Најпрво започнуваме со смесата потребна за баклавата. 150 грама путер стопете и ставете во длабок сад. Потоа стопете 100 грама какао табла за готвење или чоколадо по ваш избор, додадете го во истиот сад. Потоа додадете околу 500 грама мелени ореви и измешайте убаво се додека не се соедини се. Потоа додадете го и гризот, околу 80 грама гриз додадете во смесата, затоа што остатокот од гризот ни треба за кога ќе мотаме баклавата. 500 грама кори за баклава од Чико Лукс. Земете една кора, напрскајте со масло, размачкајте го маслото убаво и потоа додадете уште еден слој кора и повторно истата постапка, напрскајте со масло, премачкајте и потоа на долниот крај од корите ставете од смесата, убаво ја распоредете на долниот крај, ставете малку гриз и заролајте. За една ролна баклава потребни ни се 2 кори и ставете во правоаголен плех. Ролната ќе се измерете во зависност од големината на тавата. Ќе одземете од краевите на ролната, за да можете да ја ставите во тавата. Истата постапка ја повторете со сите кори. 2 слоја кори намачкани со масло, на долниот крај ставете смеса, малку гриз додадете и заролате. Ќе внимавате да не ви биде многу лабаво мотаното, ролната да не ви биде многу лабава. Откако ќе ги завршите сите ролни, напрскајте повторно со масло и ставете путер. Сега путерот јас не го стопив, може да го стопите путер и да премачкате убаво и потоа сечите на пожелените парчиња по ваш избор и ставате во релна на 250 степени од прилика 15 до 20 минути, кога ќе почне кората да фаќа златно кафена боја. Потоа во тенџера ставете 500 мл вода и 800 грама шеќер и малку сок од лимета и оставете да зоврие и да врие околу 10 минути од прилика, се додека шербетот не биде готов. Шербетот можете да го проверите, капнете на капка на ноктот, ако доколку стое капката на ноктот, онда тогаш шербетот е готов. Кога ќе извадете од релна, ќе гледате да биде или баклавата да биде жешка, а шербетот ладен, или обратно да биде баклавата ладна, а шербетот топол. Ставете прелите со кутлача врз баклавата, врз парчињата баклава и оставете преку ноќ да може шербетот да се упие во баклавата. Кога ќе падне делумно шербетот, кога ќе биде упиен делумно шербетот, ставете од озгора доколку сакате и какао табла за готвење или чоколадо по ваш избор. Оваа баклава можете да ја направите или посна или мрсна. Доколку ви се допадна овој рецепт, лајкнете, шерајте и исто така можете да се претплатите на мојот YouTube канал Bokis Kitchen и се гледаме во наредно видео со нов рецепт. Чао!